نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. بإذن الله تعالى ќе продолжиме со следното поглавие во книгата на чисточа, а тоа е бабу тајеммум, значи поглавието на тајеммум. Тајеммум значи е кога човекот немат вода, тогаш му е дозволено шеријатски да се исчистит за да се спреми за намаз или за таваф или за читање на Куран од мусхаф. Дозволено му е да земи тајеммум. Дали тоа е од мала нечистотија или од голема нечистотија да се исчистит. Хадифот кој го спомнуват авторот Ибн Абдул Хади рахимахуллах, број 128, вели: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت للغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. Овој хадис кој го пренесуваат сахаби Джабир ибн Абдилlah. Джабир ибн Абдилlah радијаллаху ан кажуваат дека пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи ва селем го рече следното: мене ми се дадени 5 работи, 5 карактеристики кои на никому пред мене не му се дадени. Значи на никому пред мене од пекамберите, од посланиците, не им се дадени на никого овие 5 специфични, посебни карактеристики. Првата карактеристика, што е почестен нашиот пекамбер салаллаху алейхи ва селем од другите претходни пекамбери, тоа: нусирту бир-руъби масирата шахрин. Мене ми е дадено, вели пекамберот салаллаху алейхи ва селем, мене ми е помогнато со страв во кој се всадуваат на исламските непријатели, и тоа од далечина на 1 месец. Значи кога исламските непријатели сакаат да ги нападнат муслиманите и тие се во тек на одење кон муслиманите, 1 месец во далечина, и овде 1 месец значи се мисли во време на пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Значи во тоа време со ошти се патуваше значи со камили, со коњи. Од прилика, за да сватиме малце по-конкретно што значи 1 месец патување, 1 месец патување беше да се одит од Медина до Бейтул Макдис. Значи само 1 правец. Значи до Јерусалим, до Месџидил Акса, 1 месец. Во тоа време, во времето на пекамберот салаллаху алейхи ва селем, имаше потреба еден патник да патуват 1 месец за да стигнат од Медина до Месџидул Акса. Значи кога непријателите се, например, да земеме сега во Месџидил Акса,
се всадуват во нивните срца страф. Кој не всадува во нивните срца? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Втората работа која му е дадена, втората карактеристика на пекамберот салаллаху алейхи ве селем, وَجُعِلَتْ لِلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Мене ми е направена земјата џамија и начин, односно средство за чистота. Средство, значи земјата е место место за намаз, значи на секаде на земјата, на секаде на светот. Значи не мора човекот, ако е на пат или во далечина од џамиите, не мора тој да оди, значи, во џамија за да го изврши неговиот намаз. Туку може да се кланя, како што вели пекамберот, фа ејума раджулин мин уммети адракатху сала фалиусалли. Значи, кој човек од мојот уммет го зачекуваат намазот, тогаш нека се кланјат. Значи, нека се кланјат на секое место во земјата. Му е дозволено. И исто е предмет, и тука затоа е поради тој дел од хадисот, е спомнат хадисот тука. Значи, предмет за чистење. Значи, земјата со земја, каде има прашина над неа, може да земи човек тејеммом. Ке дојде тоа начинот, формата, како се зема тејеммома. وَأُحِلَّتْ لِلْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي. Исто вели пекамберот салаллаху алейхи ве селем, мене ми се дозволија, ми се правија халал пленовите од војните, од борбите, од битките. Пленовите ми се направени халал. Што на другите предходните пекамбери не им беа дозволени. Но, што се правеше со пленовите кај предходните пекамбери, вели Шејх Зеид во објаснувањето на овај хадис, дека пленот се собираше на едно место и тогаш Аллах субханаху ва таала пушташе оган од небото и се изгоруваше. Но никој не смееше да го земи тој плен за него или за другите да го поделит. Уатиту шефа'a. Исто вели пекамберот салаллаху алейхи ве селем, мене ми е даден шефаетот. Овај шефает е тука што се разликуваат пекамберот салаллаху алейхи ве селем од другите пратеници пекамбери, шефаетул узма, значи големиот шефает, огромниот, великиот шефает. Шефает кој пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи ве селем ке барат од Аллах субханаху ва таала на судниот ден да се почне осудувањето. Зашто луѓето ќе бидат во тешки тешкоти, во тешка непријатност и очајност. Дури некој што не знаа што ги чека ним во џехеннем, ќе велат само да почне да бидеме осудени, па и да бидеме макар завршени, да биде нашиот крај во џехеннем. А џехеннем е уште пожесток. Затоа, значи, пекамберот салаллаху алейхи ве селем му е даден тој шефает за да му се моли на Аллах субханаху ва таала за да започне осудувањето. Последната карактеристика која му е дадена на пекамберот салаллаху алейхи ве селем, вели пекамберот салаллаху алейхи ве селем, секој пекамбер кој живеал пред мене беше испратен само и само до својот народ. Значи до својот народ, кај што живеал во тој дел, во тој регион, му беше, значи, наредено да пренесит објавата само до својот народ. Но разликата меѓу пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи ве селем и претходните пекамбери, Мухаммед салаллаху алейхи ве селем вели, а јас сум испратен ила наси амма, до целото човечанство. Значи пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи ве селем
je ispratен od Allah subhanahu wa ta'ala do celoto čovečanstvo. Znači, tuka nemat ograničuvanje samo kaj Arapite ili samo kaj crnite, samo kaj Arapite ili samo kaj crnite, ili samo kaj poluarapski od ostrov, ili samo voazijski od kontinent, porno slučajno, ili samo voazijski od kontinent, znači ne je to, znači kaj Muhammed sallallahu alaihi wasallam, tuku do celo to čovečanstvo. I šejh Zaid ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah veli deka tuka isto je i do džinovita. Znači Muhammed sallallahu alaihi wasallam ispratno do celo to čovečanstvo i do džinovita. Zašto na džinovitim je dadena slobodna volja. I džinovitim je dadena slobodna volja. I ti je imata da bi dat prašuvane zanimljite dela. I zato je među njih među džinovite imat koji se muslimani, koji se evreji, koji se kristijani, koji se take na tamo. Znači, oni koji se muslimani isto, će biti spaseni. Oni koji go sledele Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Koji ne go sledele Muhammed sallallahu alaihi wasallam je od gubitnici te. Slednji od hadith, koji go spominat avtor od Ibn Abdul Hadi rahimullah, a to je عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه. Ammar ibn Yasir radijallahu anhuma kažuvat deka pekamber od Muhammed sallallahu alaihi wasallam me isprati mene za jedna potreba. Me isprati mene znači za nekoja potreba da ja izvaršam. No jas se sluči da stanam džunup. Znači tuka može be da razmislime za da shvatime podobro, za da ne dojdime do pogrešni misli. Znači taja potreba možda ne traže jedan den ili jedan sat, može biti jebja nekoliko denovi koji beše, to je znači odeše i se vraćaše. Taka što može bi votekod na spijenje to, votekod na nokta ili votekod na denot, se pravi džunup. No, ona što mu se sluči na Ammar, radijallahu an, nemaše voda za da se isčisti. Što napravi Ammar, radijallahu an, znači se trudeše na najdobar način što znajt da se očistit. A to beše, velit Ammar, jas se izvalkav na zemljata onaka kako što se izvalkuvat jedno životno. Znači životno, no, kako se vidjeli vi je konj, magare, mačka i tako na tamo, da. Znači, se izvalkav onaka kako što se imati izvalkan, kako što se izvalkuvat, znači životnita. A potoa, thumma atejtu nebija sallallahu alaihi wasallam, fa zakartu dhalika lahu. A potoa, znači, posle nekoje vreme, koga završi taja potreba koja pobara od mene pekamberu sallallahu alaihi wasallam, se vrati kaj pekamberu sallallahu alaihi wasallam i mu go napomnav ona što sam go napravila. Znači, Ammar sakaše da znaju pekamberu sallallahu alaihi wasallam da li je to ispravno i dovoljno ili ne je dovoljno ispravno. Togaž pekamberu sallallahu alaihi wasallam odgovori, mu reče, ki ti beše dovoljno tebe,
ти беше доволно, значи немало потреба ти да се извалкуваш онака, како што се извалкуват едно животно на земјата, туку ки ти беше доволно тебе да и удреше твоите раце. Значи рациве, ова... Да, значи како се хандфлеш, ама гланките, ова... Внатрешниот дел од раката, одлично, тоа го барав. Значи, ке ги удриш внатрешниот дел од раката, се некој ако не надерс, ке мисли дека ваке треба да правит меса. Значи, внатрешниот дел, ракава, му рече пекамбарот салаласам, ке ти беше доволно да ја ставеше, значи, раката, двете раце на земја, кај што имат прашина, да, не, само не да трзат, туку само ги стават на земја и потоа врвиш со таа прашина на твоето лице. Значи, лицето, вели Шех Зейд рахимуллах во објаснувањето, она дел од лицето што треба да го измиеш ти кога го миеш, кога земаш абдес со вода. Значи, не само некој што зема погрешно, предниот дел од лицето му врви вака. Не, значи го врви тој и овие од ушето до ушето. Од тука кај што завршуваат косите на главата до вилицата. Значи, тој дел го врвиш, значи, со тие испрашени раца. И после тоа, врвиш на надворешниот дел од раците, до кај коската. Значи, коската овде, ова, на белезиката тука, одлично. Значи, до кај белезиката, не некој што мисли до кај лактото назад, туку до кај белезиката. И со тоа со истиот удар, значи еднош удираш на земја со прашина и со истиот удар врвиш на лицето и потоа на надворешниот дел до белезиката од раците. И ова ќе ти бидеше, значи пекамбарот салалалаху алейхи вели, ова ќе ти бидеше тебе доволно за ти да бидеш чист и да можеш да се клањаш намаз. Значи, ова е ваке начинот, не. Ова е ваке начинот, што вели Шех Зейд рахимуллах, ова е најправедното мислење. Се може би имати други мислења. Значи, кога вели шејхот, значи, ова е најправедното, ти дава тебе, значи, знак, дека имат и други мислења, но ти земи го она што е најправедно и држи се на тоа. Се целта не е ние да спомним овде 20 мислења и ти накрај не знаеш што е правилно и си још дома со олка глава. Значи, тоа не е целта. Целта ти да научиш еднош и ова е за да разбериме, значи, како се учи знаење. Знаењето на почеток се учи со малите работи. Ти учиш едноставно работи на почеток. Ти учиш на почеток едно мислење, праведно што е. После ти кога имаш време, после 5-10 години, кога толку више си завлезен во верата и во знаење и така натаму, тогаш учиш и другите мислења. Ама ти се не знаеш, ниедно мислење не е кај тебе засврстено, ти ми бараш од мене 15 мисли да ти кажам сега. Во тоа месела. Да, значи тоа е значи мутафакун алейх хадисот, брат. Значи мутафакун алейх. Ама ова е, значи, ал-арджах вели Шех Зейд, значи најдоброто мислење. Значи најдоброто мислење како е? Најдуваш земја која што има прашина. Ги удираш раците, внатрешниот дел од раката ги удираш на земјата, после со таа прашина врвиш на лицето. Лицето онака сите делови како што ги миеш со абдес. Со истијата прашина врвиш со левата рака на десната, на горниот дел до белезиката, а потоа со десната рака на левата рака на горниот дел до белезиката. И ти си тука чист. Ти си тога чист и ќе дојде другиот хадис, иако имаш потреба и 10 години дори да поминат, значи да немат вода 10 години, или некоја болест да имаш, што ти забранува тебе да ги миеш тие дела од телото, тогаш и 10 години тебе ти е дозволено да земаш тејеммум. Но важна работа што е во врска со тејеммум
Од условите за употребување на тејемум е следното, а тоа е треба да влезе времето од намазот. И тогаш се тејемумуваш. Зошто ти се додека не е влезено времето на намазот, се надеваш можеби ќе најдеш вода. Да. Значи, услов за да се тејемуваш е ти треба да чекаш да биде влезено времето од намазот. Дали тој намаз на сабав, на платне, на акшам, на икиндија, на јација. Да влезе времето. Зошто? Надежта не се губи до крајно време, значи, до влезувањето на времето, не се губи да ти можеби да најдеш вода. А што се случува? Сега ти си се кланял еден намаз, пример, да речеме акшам сега. Пеше сега предходно, пред неколку пола сат, значи еден сат виче, акшам. За акшам си се тејемуваш. Имаш тејемувано. Дали сме и сега ти после акшам него имаш расипано тејемумот? До јација. Дали сега ти јацијата можеш да ја клаваш, да ја клањаш со тејемумот од акшамот? Шех Зейд рахимуллах вели, најдоброто мислење и најсигурното мислење да ти тејемумот да го повториш. Значи ти тејемумот да го повториш. Исто друго меселе што ќе дојде во другиот хадис, значи во следните хадиси, но тука е добра прилика се спомнит, а тоа е ако ти во самиот влез на намазот, пример сега акшам, 7,5 сатот, земаш тејемум и се кланяш со тејемум, но после намазот, во сега во 8,5, најдуваш вода, а уште не е дојдена јацијата. Дали ти е тебе дозволено овде сега да земиш абдес и да го повториш намазот? Зашто се више вода си нашал, а уште времето од акшам не е излезено. Овде ќе дојде хадисот дека не се повторуваат намазот. И ќе дојде по-обширно објаснување, зашто имало двајца од сахаба што биле во патување и зеле тејемум во првото време на намазот, но во текот на патувањето има најде до вода. Едниот зеде абдес и го повтори намазот, другиот остана со тоа првото. Дојдоа ке пекамбарот салаллаху алейхи ва салем, му рече пекамбарот салаллаху алейхи ва салем на првиот, што не го повтори намазот, асабта сунна, ти го потрефи суннетот. А на вториот му рече, ти ќе добиеш награда 2 пати. Шех Зейд во објаснувањето ќе дојде ќе рече дека она што го потрефи суннетот, иако тој има 2 пати награда, ама од првиот е поголема, од тој 2 пати што добила. Зошто? Неговото знаење е многу поглабоко. И тој го има суннето следено од пекамбарот салаллаху алейхи ва салем. Следниот хадис, број 130, велит авторот Ибн Абдул-Хади рахимуллах, وعن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير له. Овој хадис кој го пренесуваат Абу Хурейра радијаллаху ан, да пекамбарот салаллаху алейхи ва салам вели: земјата која има прашина, таја е средство на земање, односно на чистење за еден муслиман. Таја е средство за чистење на еден муслиман. Земјата, значи, која имат прашина. Иако тој не најдит вода 10 години. Значи, иако не најдит вода тој 10 години, тој може со земјата која имат прашина на нејзи, може да земат, значи, може да земат тејемум, значи да се чистите. Но фаида ваџеда алма, но ако најде тој вода, фалјеттақилла, тогаш нека се плаши од Аллах. Значи, нека не зема со олеснувањето, со ово олеснување дојдено за вакви исклучителни ситуации. Значи, ако најдеш ти вода, тебе нормално ти е полесно тејемум земаш и многу побарго го завршуваш и се кланяш. Не, тогаш фалјеттақилла, тогаш плаши се од Аллах субхана ва таала. Се ти може би
možeš na nekoj način ľuѓето да ги манипулираш, ľуѓето да ги измамиш, но Allah subhanahu wa ta'ala не се измамувата. И Allah subhanahu wa ta'ala знае што имаш ти во срцето. Знае што имаш ти во срцето. Затоа, значи, тогаш нека се плашите од Allah subhanahu wa ta'ala и нека се абдестуват онака како што треба со вода. А тоа е за него, фа инна залика хајрун ла. Значи, тоа е за него подобро. Тоа е за него подобро. Тука, во објаснувањето, вели шејх Зед рахимуллах, значи, не најдување на вода исто содржува тука можноста да не може човекот да употребува вода. Значи, ако му биде нему забрането, или, например, е зимно време, и тој ако се абдестуват надворе на патување, или или ако се гусулит во патување во планина, во пустина, може да предизвика тоа болест и може да предизвика дури смрт, што се има случајно тоа кај сахаба. Тогаш тој, значи му е дозволено и во такви ситуации да земат тејемум, да се тејемумите. Исто, ако водата се продават, имат земји, водата се продават. Увисна и наша вода се купува тоа, значи, таа е многу ефтина, значи, гледано тоа, ама и таа е начин на едно продавање. Ако ти немаш доволно парични средства да ја купиш таа вода, за да се абдестуваш и да се гусулиш, и тогаш во таква ситуација е дозволено тејемумот да се употребуваат. Значи, ти имаш пример, да речеме 100 денари само. А водава те кошта тебе на чешмата 100 денари месечно. Сега ти дали тие 100 денари да ги употребуваш за твои лични потреби за да преживеаш, или да купиш вода за преживување, или да ја земиш таа вода и да земаш абдеста. Подобро за тебе, значи, тогаш, попаметно е, поостроумно е, да се употреби таа вода, значи, за пиење, а не за абдестување, туку тогаш преминуваш на тејемум. Значи, оваа вера, значи, олеснување имат и исто сакат, значи, од муслиманите да се зачуват животот на човекот. И здравието одлично, баракаллаху фик. Зашто ако беше, значи, наменето да биде нарушено здравието и животот на човекот, тогаш ќе правиш тешкоти, што не можат луѓето да ги поднесат. Како што велит имам Ал-Албани, рахимахуллах, велит еднош, а тоа еднош и прв пат и за последен пат беше во животот мој, да помислив да ја пијам мојата урина. Да. Ти не си доживил, Печиовски. Шейх Албани рахимуллах велит, бев во Саудиска Арабија во патување. И во пустина, значи од град до другите градови, стотици километри далечина, ни се расипа колата, возилото. И не поминуваше возило со сати друго возило. Останавме тука. И сета вода што имавме со нас се испи. И прв пат, вели Шейх Албани рахимуллах, помислив, ако продолжи ситуацијата вака, да ја пијам мојата урина. И ова ваква ситуација дозволено е. И потребно може. И да. Значи, затоа за да го чуваш животот. Ама човекот ако не знае, поради незнање, затоа што вели кад, значи ова работа, овој збор од Ибнул Каим рахимуллах треба ние да го чуваме пред нашите очи, а тој е зборот Ал-џахлу даун qатил. Незнаењето е болест кој убиват. Ал-џахлу даун qатил. Значи, незнаеноста е болест кој убиват. Зошто ти во ваква ситуација не знаеш дека е дозволено, а тоа тебе ти е потполно дозволено, се содржуваш, сакаш може би да се покажеш добар муслиман, а во тој момент е добар муслиман за ти да го зачуваш животот свој.
Zato, znači, тука е колко е важно, значи, земање на знање, учење на знање со бази, со темели. Значи, не работава, значи, само собери се, малце емоции да покажеш и готово, завршивме со наставата. Не, овде треба да имаш малце сабар. Да одиш хадис по хадис, објаснување по објаснување и крајот е, значи, крајот ти земаш, значи, сите. Значи, оваа книга Ель-Мухаррар е спрема фиковските правила изградена, напишана. Ти на крај кога учиш цела книга, се уште други 3 тома, уште 2 тома други на ова, уште 2 тома други, значи со објаснувањето, се нормално книгата на хадис е еден том само, Ель-Мухаррар. Ти на крај имаш од секој едно месајле во фик, имаш познавање. Ако учиш, ако не учиш, тогаш тоа е друга работа. Имаш познавање, значи, од Китабут Тахара, од книгата на чистотијата, познавање за тајемум, за абдес, за гусул, за менструација и така натаму, после Китабу Сала, после Китабу Зека, за зекатот, после Китабу Сијам, за постот, па Китабул Хаџ, па Китабул Бују, книгата на купопродажба, како се прави трговија во исламот, кои тргови се дозволени, кои не се дозволени, Китабул Дженаиз, книгата на дженазината и други, значи ти имаш после во секој китаб имаш поглавија, кој можеш во секој едно поглавие еден хадис да го учиш, доволно ти е на почеток, за да имаш, значи, почетни темели. Почетни темели. А понатаките, ако имаш волја и мог, значи дарба, можеш да продолжиш и повеќе. Следниот хадис, број 131, а тој е Ан Атај бен Јесар, Ан Аби Саид Ал-Худри قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما سعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين رواه أبو داود والنسائي والدارقطني. Во овој хадис, кој го пренесуваат Ебу Саид Ел-Худри радијаллаху ан, кажуваат дека излегоа двајца мажи во патување. Значи, двајца мажи во патување. И дојде времето на еден намаз. Не се спомнува намазот. Фахадарати сала. Зошто немат никаква вредност сега тука во овој случај да го знаме кој намаз беше. Дали беше плана, дали беше киндија, дали беше јација. Нас не интересираат она што ги имаат тие направено. А тоа беше, тие не имаа со себе си вода. Така што зедоте јеммум, како покажавме предходно, значи со земја, зедоте јеммум. И се клања. А после намазот, не беше уште времето излезено од тој намаз, најдоа вода. Едниот зеде абдест со вода и го повтори намазот, а другиот не го повтори намазот. Потоа, кога се вратија од нивното патување, дојдоа кај пекамберот салаллаху алейхи ве селем. И овде сега, значи ова е нас школо како прави делуват еден муслиман кога се случуваат недоразбирања. Значи едниот го повтори намазот, другиот не го повтори. Значи има тука нејасности, недоразбирање. Едниот прави повторување, другиот не. Сега кој е праведен? Овде се враќаш ке пекамберот салаллаху алейхи ве селем. Овде се враќаш ке пекамберот салаллаху алейхи ве селем. Во животот негов се враќа ке него. Лично него го стретува во живо во Медина. После смртта на пекамберот салаллаху алейхи ве селем, што ќе правиме? Кај суннетот негов. Значи ова е школо. Значи во секој едни хилаф, во секој едно недоразбирање и нејасности, еден вели ја вака правам, другиот вели инако, третиот може и уште поинако. Што правиме ние сега? Како излагаме ние од ова несогласување? Овде нема, значи, национална припадност или фарбна припадност или континентска припадност.
Арапи, не арапи, предност, напред, нема овде тоа. Овде, значи, кој е со аргументот? Зато, значи, ова види сахаба, овие беа сахаба, брат. Значи, овде збориме не за сахаба. Значи, тие кога правеа нешто, што има недоразбирање, за да го отстрана тоа недоразбирање, не остануваа на своите мисли, туку се thumma атаја, потоа дојдоа тие, Расулуллахи салаллаху алейхи ва саллям, дојдоа ке пекамберот салаллаху алейхи ва саллям. Дојдоа ке пекамберот. Значи, кога сахаба се враќаа ке пекамберот салаллаху алейхи ва саллям и имаа потреба за пекамберот салаллаху алейхи ва саллям, што е за нас после 1400 години и повеќе? 1443. Значи, тогаш ние имаме уште повеќе потреба. Тогаш пекамберот салаллаху алейхи ва саллям им одговори. И ова исто важна друго правило што го учиме од хадисот, а тоа е кога едно прашање се барат за едно ограничено време, не е дозволен одговорот да се задоснуват. Значи имаш ти прашање сега за намазот, тие дали да го повторат или не го повтори тај што не го повтори намазот. Вакви врст на прашања забрането е да се задоснуваат одговорот. На еден муфти, на еден али, на еден шејх, на еден талибул илм, на еден оџа. Забрането е да го задоснуваат одговорот. Туку треба во тој момент да му дадат одговор. Или ако не знае тој, тогаш го праќаат кај други што е познаен од него. Или тој самиот прашува други кој е познаен од него. Ама не да му го задоснуваат одговорот. А имат некогаш прашања кои е дозволено да се задоснуваат одговорот. Значи ти на база на тоа прашање разбираш дека не е работава сеја одма хитно поврзана со ситуацијата. Значи исто овие рабоче, diese Feinigkeiten. Значи овие убави рабоче, осетливи рабоче се учат исто во текот, значи, на хадисите. И затоа, значи, ние Шејх Мукбил рахимуллах велеше, советуваше неговите ученици, кога имаш некои тешкоти во дуњалокот, кога имаш некои проблеми, земи ја Сахих ел Бухари и читај го еден саат. Живи со пекамберот салаллаху алейхи ва саллям. Кој го прави од нас тоа? Значи ние бараме тогаш овега, филана, илана, докторот, на адвокатот, министерот. Ама се вратиш назад да живиш еден саат со хадисите на пекамберот салаллаху алейхи ва саллям и да размислуваш исто. Не само да ги читаш како, значи, папагал и да велиш да прочита денеска 100 хадиси. Не, ти размислуваш исто. Земаш, значи, придобивки од тие хадиси. На првиот, кој не го повтори намазот, му рече пекамберот салаллаху алейхи ва саллям, асабте сунна. Значи, ти си го потрефил суннетот. Значи, ти си делувал, си правил токму онака како е барано во суннетот. И твојот намаз ќе биде за тоа награден. А му рече на другиот кој го повтори абдестот, значи негов го зеде абдест со вода и намазот, му рече ти имаш две награди. Хадисот е во Абу Давуд, Ен-Несаи, во Дарақутни. Тука, значи што спомнавме претходно, го поврзавме овај хадис, е, значи, ситуацијата да оној кој не го повтори намазот и го потрефи сунетот од пекамберот салаллаху алейхи ва саллям, тој во самиот почеток има, значи, поголема награда од онај и што добие можеби 2 пати награда тука во овај случај. Иако неговата е дупла награда, но онај што го потребе сунетот имат поголема награда, зошто фарзот не се клањат 2 пати. Значи истиот фарз од еден намаз не се клањат 2 пати. Само еднаш. И тој што го потрефи, што делуваше онака како треби спрема сунетот, тој имат
во самиот почеток поголема награда од онај кој го повтори 2 пати. И исто е шеријатско барање, а тоа е да човекот кога има 2 работи пред себе, да ја земи полесната. Значи ова е матлабу шар'i, значи шеријатско барање. Се барат од тебе и од мене шеријатски. Кога имаш ти 2 работи, и двете се дозволени, значи овде зволиме за дозволени работи. Значи немаш ти овде пример, дојш на свадба и на парти. И вели жапа ќе на свадба, тука се пофамилиарно луѓето. Овде нема таква работа, Значи овде се збори за 2 халали, нешто што е халал, што е дозволено. Земаш увек полесното. Земаш, одбираш, се одлучуваш за она што е полесно. Следниот хадис, и тој е последниот во ова поглавие, а тој е број 132, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه. Во овој хадис, што во Бухари и Муслим пренесет, велит пекамберот салаллаху алейхи ва селам, кога ќе ви наредам јас вас нешто, тогаш извршете го таа работа онолку колку што можете. Фату минху мастата'тум. Значи направете, извршите онолку колку што можете, колку што е во вашите можности. Сега некој може да се прашат, што е врската на овој хадис со ова поглавие? Поглавието е бабу тајеммум. Поглавието е поглавие на тајеммум, како се зема тајеммум. Што има се хадисов врска, кога ќе ви наредам јас вас нешто, извршете го онолку колку што е во вашите можности. Значи, кога ќе ви наредам јас вас да земите абдес со вода, а немат вода, не е во вашите можности да се земи вода, тогаш следниот чекор, а тоа е тајеммума. Значи во фарзовите, во наредбите кои се дојдени во Куранот и во Сунетот, човекот треба да ги извршува колку што може. Например, ни е наредено нас намаз да се кланяме на нозе. Ова е наредба. Но ти ако не можеш да стоиш на нозе поради повреда на нозите, поради други причини, операции и така натаму, или докторот ти забрануваат подолго да стоиш на нозе, што ти знам ја поради причини медицински, тога што правиш ти? Се кланяш седнат. Но и тоа седнување ти штети тебе. Тога што правиш? Се кланяш легнат странично. И тоа странично легнување ти штети тебе. Тога се кланяш легнат како и можеш, во која страна можеш. Значи, фату минху мастата'тум. Значи, дојдете, извршете го тоа, онолку колку што е во вашите можности. Но тука пак треба човекот да се плаши од Аллах субхана ва та'ала. Не да го земи на лесно рамо. Значи, кога се осеќава тој дека му е нему на неговото здравје подобро, се може би некои луѓе, значи, временски ограничено не може да прават сеџда. Но тоа, значи, таа препрека исчезнува после 1 месец, после 2 месеци поради оздравување, тогаш треба тој повторно прави, значи, намазот онака како што му е наредено. Исто така за абдестот. Значи, прво гледа човекот да земи абдест со вода. Но ако не најди вода, ако нема можност да купи вода, ако му е забрането докторски со вода да се мијат, тогаш, значи, ојде на следното, а тоа е тајеммум. Но, да полесно. Ама во никој начин, значи, сега пазите, значи, ова е пред подготвување за книгата на намазот, Китабу Саля. Значи, во намазот, се овие работи тајеммум, абдесот е врзан со намазот. Значи, во намазов немат никакво исклучок кој може тебе да ти речи не мора да се клањаш. Значи, за хаџот, ако немаш парична можност, или ако немаш, значи, здравствена можност исто, не можеш тоа патување да го патуваш толку долго, дали со авион, дали со кола, дали со други средства, ти си опростен. Шеријатски си опростен. Но,
Isto za postot. Ako ti zemaš medikaменти или си на патување и други причини, ти си опростен шеријатски да не го постиш. Зекатот, ако немаш доволно значи заработување, што останува, се може би човек заработувати 10.000 евра, ама имате 11.000 евра давачки, тој не дава зеката. Или сите 10 ги трошите, тој нема за него зеката. Значи, имат исклучоци, кои ти си опростен, ама кај намазот немата. Кај намазот не имат. Значи, требите во секое стање, дали си болен, дали си во патување, дали други работи, секогаш треби намазот да го чуваш. Следното поглавие, кој ќе го учиме, инша Аллах, а тоа е Бабул Хаид. Бабул Хаид, значи, поглавието на менструациите. Значи, овде, оние луѓе кои вика исламот ги притиснува жените, не им дават право на жените. Овде лимите прават, значи, цели поглавија кои објаснуваат, значи, правила за женскиот пол во нашата вера. Ако нема тие вредност, значи, немаше да се спомнуваат. Нема да играат улога. Да. Бабул Хаид. Број на хадисот е 133. Рава ибн Аби Ади عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم حيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان ودارقطني. Во овој хадис кој е пренесет од Аиша радијаллаху анха, Аиша радијаллаху анха кажуваат дека Фатима бинт Еби Хубейш. Фатима бинт Еби Хубейш, значи беше една сахабинка во Медина. Значи, ова не е Фатима од черката на пекамберот Мухамед салаллаху алейхи ва салам, Фатима бинт Еби Хубейш, значи керка на Еби Хубейш, еден од ансарите. Таја беше жена која имаше, значи, истихада. Истихада, значи повреда, кој нон-стоп излагаше, крвареше од гениталниот орган. Факала Расулуллаhi салаллаху алейхи ва салам, тогаш му препорача пекамберот салаллаху алейхи ва салам на нејзи: Инна дамал хајди дамун асвадун ю'раф. Навистина, крвта на менструацијата е црна крв која се знаете. Така кога ќе биде таја врста на крв, воздржи се од намазот. И кога ќе исчезне таја крв, иако продолжува крварањето друго, фаида кана ал-ахиру, тогаш земај абдест и клањај се. Значи, таја исто што имат, кога поминуваат менструациите, треба да се гусулит. Земат гусулање и после во текот на истихада, значи во другото карварење, тогаш таја, значи, требит да се труди да стави нешто, значи да не капи, значи на тепикот или на нешто друго, значи слично од крвта. Но таја е чиста. Но оние услови кои се бараат од неа, а тие се, таја треба да се абдестуваат за секој намаз. И може олеснување за неја, зашто таа треба да се абдестува за секој намаз и да се чисти пред тоа така натаму, да го спојуваат намазот, но тоа е спојување, значи, джем есури, што рековме пред неколку дерсови, значи, го клањат пладнето во последно време, а икиндијата во почетокот. Значи, пример, икиндијата е денеска во 4:30.
Та се кланят во 4:20. Го кланят пладнето. Само што го клануват пладнето, влагуваат уште неколку минути, може би ли влезено више, и киндијата, кланјате и киндијата. Ова може да ја прави онаа жена која има оваа болест. Значи истихаба. И така исто се прави со акшамот и со јацијата. И препорачливо е, ова е препорачливо, не е задолжно, не препорачливо е, да се гусулит. Да може, значи, во секогаш кога ги спојува така намазите, да се гусулит. Да земат гусул, кога го спојуваат, значи, пладнето и киндијата, значи не спојување после влагање на киндијата, туку пладнето пак го кланјат во своје време, но на крајното време. Значи, джем есури. Значи, од надвор, джем есури, што значи? Од надвор ти изгледа тебе како да ги има спојано намазите. Но во вистина таја, секој намаз во своето време ги имат извршено. Најпрепорачливо е таа да се гусулит. Да се гусули, значи, за секој едно спојување и за феџар, за сабав, значи тој само еден намаз тога, не може да спои со други намази, исто да се гусули. Но ова е препорачливо. Препорачливо. Ако не може, тогаш е доволно да земит абдест, Иако може би, значи, како што пренесет од Аиша ради Аллаху анха во другите хадиси, што ќе дојдат, што ќе следат, дека, иако може би, крвта ќе течи на тепикот, во текот на намазот. Таја продолжува да се кланјат. Да, таа продолжува. Ова вреди исто како онај што имаат проблем со неговата урина. Или испуштат воздух. Значи, онај кој има проблем со неговата урина, тој се изчистуваат пред намаз и земат абдест. После тоа тој продолжува во намаз. Не го прекинува намазот 20 пати да вели да вида што се случило. Тоа е, значи, нему му е опростено. Можете исто како жена, значи... Джем есури, го имаме спомнато. Джем есури. Можете и нему да го правите. Значи, тоа е олеснување за тие луѓе кои се искушени со тие болести. Кои се искушени со тие болести. Имат проблем исто, други, а тој е, кога таја што имат истихаба, не знајт, и ова не може мислиме дека е лесна работа, не знајт да разликуваат меѓу крвта на хаид, на менструација и крвта на истихаба. Не знајт да разликуваат. Тога што прави таја? Во тој случај, зема таја пример во жените кои живеат во нејзината близина. Значи, кога тие имаат менструации и така таја на тоа се ориентираат. Разбравте овде? Значи, таја има некој не знае да разликуваат. Во исто време кој... Да, значи, жените во нејзината близина. Значи, и гледа, значи, жените во нејзината близина колку им трае исто периодот, месечниот период, значи 7 дена, пример. Или 6 дена, или 8 дена. Се во вистина ограничувањето временски, менструацијата не е ограничена временски. Може да биде, како што вели Шех Зед рахимуллах во објаснувањето, може да биде само една вечер, еден ден и една вечер, една ноќ. Значи, не значи да биде секогаш 7 дена, или 6 дена, или 8 дена. Зашто затоа да значи многу внимателност, за да не се остави, значи, на лесно рамова работа, нарочито она жена која разликува више меѓу крвта. Зашто тогаш таја, значи, е грешничка и прави греф огромен, кога ги остават намазите уште за 6 дена други, или во месец Рамазан. Или во месец Рамазан. Да. Добро. Значи и тоа. Исто, следниот хадис 134 عن أسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من الشيطان ولتجلس في مركن فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل لظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل المغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك رواه أبو داود والدارقطني والحاكم. Во овој хадис пренесен од Есма бинт Умейс дека има речено таја на пекамберот салаллаху алейхи дека Фатима бинт Еби Хубейш, значи ова затоа ти го учиш хадисов
во поглавието на менструацијата на месечниот период, хадисот од Фатима бинт Ибн Еби Хубейш. Значи, тоа ти е за тебе како ориентација. Значи, се овие хадис е познат, значи, овие алимите кога објаснуваат, значи, збора, почетокот е овој хадис. Значи, базата во менструацијата, во истихада, кога има таа, значи, повреда, и овој хадис, значи, хадисот на Фатима бинт Еби Хубейш. И овие работи, може некој човек да замисли дека овие се едноставни работи. Значи, врска со хајд, менструација и после раѓање и истихада и така натаму. Не. Имам Ахмед рахимуллах, имат објаснувано оваа темата на менструација и после породување, така натаму истихада, 5 години. 5 години. Значи, ти што мислиш дека за 2 дерсови си ги разбрал, имамо на сунетот 5 години. И затоа после, Хаваридж ги напаѓаат исламските научници и велат, тие се луѓе кои се занимаваат со овие теми. Значи, темите на менструација, на овие работи. А не дека таа тема е поврзана со намазот, што е втори најважен столб после шахадетот, и со постот, и со тавафот, што е во хаџот, така натаму. Значи, ти, ако не знаеш овие правила, ти можеш да се правиш, значи, а твојот намаз не е праведен. Или да го оставиш намазот повеќе од колку што има потреба. Има талими што викаат кој остават еден намаз и е кафир. Значи, ова работа е сериозна. Ова работа е врвно сериозна. И затоа ти викаат, тие се алими научници на менструации и така натаму. А ние сме алими на джихад. Да. И викаат исто, вие занимавајте се со Бин Баз, веле за Шех Бин Баз. Шех Бин Баз се занимава со овие работи. Ние се занимаваме, сакаме Држави. значи, кралоите, кралствата, да ги судриме, значи, да направиме државен удир. Тоа ние планираме. Тоа е маштилок, тоа е знаење, како да се спремаш ти да направиш државен удар. Ама ти се занимаваш со овие работи. Ова што е? Не, ние учиме верата со база. Ти не можеш да правиш джихад фи себилилlah, и джихад значи да прави држава, државен орган, не поединаци што шатаат по улица негде. Не. Тоа го прави државен орган. Војска обучена. Не ја и ти, што немаш никаков искуство немаш со оружје. Ти тоа е, значи, само убивање на себе си свој. Камења. И со камења немат, како во Палестина што прават тие. А само убиство? Фрлаат со камења, ама назад ти дадат ракети, брато. Со камења не сум направил ништо. Ни џамо не сум му го скаршил. Ама ракетата убиват стотици после. И ти ми кажуваш мене, после, ние правиме таму, сакаме да се бориме против нив. Не. Тие те тепаат уште пред да излезеш од тука. Значи, затоа, ти не можеш да стигнеш, значи, до темата на тие теми врвни што се, пред да помениш овие почетните теми. Значи, зошто авториве, значи, починаат со оваа книга, книгата на чистотијата. Ако беше толку лесно тие теми, ќе беа на почеток. Не, ти требаш овие да ги помениш сите. Да ги помениш, за да биде спреман после. За да знаеш, со знаење. Ти ако не знаеш како да се очистиш, а ти бараш тоа врвно. Ако ги не знаеш намазот како да го кланеш, ти бараш тоа врвно. Ти може би имаш зекајот остано дома што треба да го даеш, а ти бараш тоа врвно. Ти може би имаш направено неправда на луѓето во купопродажбата, во трговијата, а ти бараш тоа врвно. Зошто поради се твоето незнаење. Китабу Дујун, ќе дојде книгата на борџот. Значи, овие работи, значи, пред да замениш ти таму толку далеку, идат овие работи. Затоа, значи, требит врвно да се пази. Кажуват, му кажуват на пекамберот салаллаху алейхи дека Фатима бинт Еби Хубейш, значи, имат, значи, истихада, значи, е повредена и излага нон-стоп крв од гениталниот орган. Олку и олку време, и таа не се кланјат. Тогаш пекамберот салаллаху алейхи слушна, значи, тоа време, значи, тоа е долго време,
Veli pejgamberot sallallahu subhanallah, neka biti Allah slaven. Hada min ash-shaytan, ova od šejtanot. Znači ova izmama od šejtanot. I to mu kažu od pejgamberot sallallahu alejhi ve sellem дека taja neka ne se klanjat votekot na onaj period što je poznat na menstruacija, a poslije toga ako je vidi znači tanka crvena krv, togaž neka se klanjat i neka se gusuli znači za pladne i kindija, za akšam i jacija da se gusuli. Znači ova je preporačka. I da se gusula isto za feđar, za sabav. Znači ova je preporačka samo. Što go spomnamo pretova. Isto drugi od hadith je isto vrska so Fatima bint Abi Hubejš, vo vrska so znači vo vrska so istihada, znači vo vrska so istihada, дека ti je pravila vredat kako vo prethodните hadithi. Потоа следниот hadith 136 od Aisha radijallahu anha дека Umu Habibata bint Jahshin التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف. Znači Aisha radijallahu anha prenesува дека Umu Habiba koja beše znači so Abdurrahman ibn Auf, znači sopruga njegova ili robinka njegova, taja šekatila Rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem dam. Znači mu se nažali na pejgamberu sallallahu alejhi ve sellem, mu je kaže nezinata situacija, teka znači izlagat celo vreme krv. Togaž mu reče pejgamberu sallallahu alejhi ve sellem: umkuthi qadra ma kunti tahbisuki hajdatuki. Znači sedi ona vreme, kako se vika, znači obično vreme koje si sedela, znači ciklusu, znači ona vreme koja go znaš, znači koliko trajalo, 7 dana, 8 dana, a potom izmi se i togaž misa, odnosno gusuli se za sekoj namaz. No ova gusuli se za sekoj namaz, znači je preporačka samo. Preporačka. A ne znači ne nešto zadolžno. Isto, znači, što je važna rabota vo vrska so znači mesečniот ciklus, mesečната, znači denovi periodi i posle rađanje izlaganje na krvta, namazot, što го има заоставено во тоа време, не се повторуваат. А постот се повторуваат. И овде имат едно прекрасно пренесување, доживување кој го имат Аиша радијаллаху анха, значи доживено и пренесето, а тоа е, дојде една жена и ја прашуваше Аиша радијаллаху анха, зошто ona žena trebi, što bila vo mesečni period, ciklus, trebi da go povtori postot, a ne namazot. Togaž mu reče Aisha radijallahu anha na nezi, a harurijatun anti, a da li si ti od Havarić? Se Harurija je jedno mesto, što beše poznato, zbirka na Havarić. Znači, Aisha radijallahu anha tuka ne se zapre mu reče ti si dobar čovek i take natamu, ne. Poradi njezini od način na prašanje, mu reče Aisha radijallahu anha, a harurijatun anti, a da li ti si od Havarić? Zato što Havarić, znači Havarić, gledaš, ne se vo naše to vreme dojde ovdje ISIS, Al-Qaida, ne, ti se 1400 godini tuka. Havarić, od niните izmami sprema muslimanite, tije se kažuvaat mnogo vrvno bogobojazlivi. Kako koga dojdo ke Abdullah ibn Omar radijallahu anhuma vo Meka i go prašuva da li smeme nekoj drvcina da gi kinime, da gi kršime. Abdullah ibn Omar im reče, od kaj ste vije, ili listovito drvčinata.
Abdullah ibn Omar radijallahu anhu im reče, od kaj ste vije? Rekao, nije sam od toa i toa mjesto. Abdullah im reče, vi krvta na muslimanite ste napravili halal, znači ubivate muslimane, prešuvate za listove za drvčina. Habab. Habab. Ne, nema drska su habab. Ovo su havarić. Znači, su Abdullah ibn Habab, ne je tukaj su Abdullah ibn Habab. Znači, što sodržava tukaj, deka havarić, za luge, što se može biti početnici vo verata, što nema cvrsto znanje, se pokažuva mnogo vrvno iskreni i mnogo vrvno bogobojazljivi i mnogo vrvno česni. Znači, primjer kako havarić, tuka kaj nas Vukićevo. I Vukićev ima havarić. Velja vrska, znači, so mesoto. Ti je prava glata olka ovake. Ne smiješ meso tamo da kupuješ, ne jedi meso od ovega, ne jedi od onega meso. Iako ti gi prašuvaš luge to. I šeho Fumid Rahmullah veli navreda da prašaš ti jedan musliman, da li meso to ti je halal tebe. Znači, jedan mesarnica muslimanska, navreda je za nego. Navreda je da go prašaš da li meso to je halal. Znači, zamisli se, ti sami od sebe si se, ja ti si isto mesar, prodavaš meso. I ti da tebe čovjek te prašava da li je halal, da li je se čuvствuješ dobro ili ne dobro. Samo to prašanje, znači, je sumlično. Ti se somljevaš vo negovata čes. Da, točno, ponižuvanje, odlično. A ti je i posle prašuvanje to, pak veljad ne prima meni meso. Pak ne prifakja meso. I što da im praviš? Znači, ama, koga ide prašanje za drugi zabludni glavi što lejat krvsta na muslimanite, ne, ti se muđahidun. Kako Bin Ladena i drugi zabludni, ne ti dozvolava da zborni znanim protiv. Ki ti gi izvarati očita ako se vo možnost. Ako biš imale mok, ki ti gi izvarati očita. I nemoj da mislime nije teka havarić, teka se jedno vreme ti je se pritisnati od site zemlji i teka go ima od mene to mislenje to nivno. Ne. Mislenje to nego nema od mene to. Tuku ti je znat koga ke bidat vladarite oštri sprema niv, jedno vreme da mi ruvat. A ne te kako menile nivnate ideologija ovo mislenje. A čuva da ne se izmamnu vama. I upotrebuva dlagi, manipulaciji, drugi izmame. Znači, Pekamber sallallahu alejhi ve ovaj hadis mu reče da se držiš vo na obično vreme koga ti si go imala ciklus od mesečen, da se vozdržuvaš od namazoti od postu. A posle toa obično vreme koje si go znala ti kako vreme, primjer od toj datum do toj datuma, togaš se očistuvaš, se gusuliš i se klanjaš. Isto slednji od hadith, koji go napomnavme deka Aisha radijallahu anha kažuvat, i'takafat ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam imra'atun min azwajihi, wa hiya mustahada, فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. رواه البخاري وابو داود. Ovdje kažuvat Aisha radijallahu anha deka jedna od suprugite na Pekamberu sallallahu alaihi wa sallam praveše itikaf. Se izoliraše od Pekamberu sallallahu alaihi wa sallam. Itikaf. I taja već isto, znači, iskušana so taja bolest, znači mustahada. Znači, tečeše non stop krv. Povreda imaš. Taka što, nejci mu se gledaše kana tura dam. Znači, se gledaše kako mu kapit krvta. Wahijatu salli, i sta se klanjaše, vo namaz beše. Hadis u Buhari. Jedna rabota, druga što treba su da znajme. Znači, ni ovije temi se za nas važni. Nemoj nekoga se stramiti kako musliman, znači, zoši da gi spomnuvam ovije temi, poradi na nekomu da mu ga napravime čefoto. Ne, ovdje nema čef pravenja. Ovdje je vrska džennet ili džehennema. Ako ti ne gi znaš ovije pravila, ti si kako odgovoren, kako roditelj, si odgovoren, kako soprug, si odgovoren da gi znaš ovije rabote i da gi prenesiš doma. Znači, poslije imaš, znači, se slučuva nedorazbirana i nejasnosti. I koliko muslimani, znači, žive od ovakvi problemi. I pogrešno, znači, pogrešnost je krajni bez pogrešnosti, znači. Ti odgovaraš. Da. Zato, znači, prva linija treba sam čovjeku da nauči znanje, a potom isto da go prenesi do svojite bliski. Slednji od hadis, no, vo naševo vreme, kako što spomnuva šejh Zaid rahimullah tuka,
во нашето време, која имаме можности, значи, односно, женскиот пол имаат можности, како, значи, да таа крв да стават под контрола, значи, тогаш треба да се трудиме, значи, да им овозможиме да се купат тие средства и да не се случува, значи, да капит, значи, на тепикот од џамијата. Значи, замисли оваа ситуација, пример, да се случи кај нас во џамија. Ќе ни извара надвор, значи, ќе биде, значи, скандала. Не, овде еве, овде каде беше пекамберот ова случка, значи, ова каде беше? Овде во Месџид Небеви. Месџид Небеви. Итикаф. Тема 1. Да, одлично. И затоа, значи, ние гледаме исто, значи, целото опишување на пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Значи, сите ситуации, ние сме на почеток, значи, овде. Значи, ќе видиме во намазот, во зекатот и други случаи. Значи, овде разбираш покроце, значи, важноста на хадисите од пекамберот салаллаху алейхи ва селем, што така учиш биографијата негова исто. Значи, затоа учевме ние биографијата, значи, на неколку важни точки што ги спомнуваме, за ти со тек на времето после можеш, значи, се поврзува тоа случаите со хадисите ќе дојде за зекатот, ќе дојде за другите теми, се поврзуваат. Семир, Кажа. таа книгата што ми ја купи жената во исламот, тоа има пишано? Не, овие нема пишано. Дара пред 10 години, така е. Да видиме, су заборал кој беше авторот. Има да. Се ја читал? И жената и деца. Алхамдулилlah. Следниот хадис, број 138, عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود. Овде велит мајката на Атија, значи на сахабинка, ради Аллаху анха, кажуваат, дека онаа крв што истечуваше, онаа, значи, танка крв, што истечуваше после менструацијата, не ја рачуневме за ништо. И онаа крв исто кафеава крв. Значи, овде е голем проблем, значи, идат многу прашања за оваа кафеавата крв, што е како суа крв, како песочна крв, така е речено. Значи, тука се многу муслиманки несигурни и мислат дека после очистувањето си имат повратено повторно циклусот. И тога се несигурни дали да продолжат со намазот, дали да не продолжат со намазот. Затоа треба, значи, како што видите Уму Атија, ние не рачуневме тие за ништо. Значи, продолжува се очи. Имат примери, ја се слушам село. Дојде редот 3 пати во месецот. Редот. Ќе збориме за тоа, иншалла. Па тоа е, значи, ама овие се многу убави примери. Да, убави примери, значи, овде кажуваат дека ова е истихада. Значи, чим 3 пати тоа се случува во месецот, или 2 пати, значи, менструацијата, значи, да, циклусот може само еднаш да биде. Све што е надвор од тоа, ама поради жените што немаат познавање, значи, ова е многу важно. Да, значи, погрешно е. Значи, тие тоа не е циклус месечен. Да, туку е истихада. Ама поради незнанието, хадисот на Фатима бинт Еби Хубейш, мислиме дека е тоа пак циклус. Да, значи, одлично. Како се викат... Па мене ми си има десено дома, разбира. Аллах мустаан. Како се викат по наше... Значи, einwurfa, einbringung. Следниот حادث عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم. Ovaj hadis je isto mnogo važan.
a to je Enes ibn Malik radijallahu an kažuva дека евреите во Медина, кога ќе дојдеше месечниот циклус на нивните жени, не јадеа со ним заедно. И не се збираа со ним во нивните куќи. Значи, од нивните кревети ги оддалечуваа. Значи, лем ю акилуха. Значи, тие не јадеа заедно со нивните сопруги. Или со нивните, значи, керки и така натаму. Или мајки. Лем ю акилуха. Wa lam yujami'uha fil buyut. Исто значи не седеа со ним заедно во куќите. Тогаш дојдоа асхабите од пекамберот Мухамед салаллаху алейхи ва селем и го прашаа за оваа работа. Значи слушајте внимателно. Значи сахаба ридвануллахи алейхим, кога видоа нешто што не беше познато за нив кај евреите, пред да осудуваат нешто, се тие се луѓе на книгата. Луѓе на знаење, кој беше објавена книга. Пред да осудат нешто, пресудување односно, да, го праша пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Што е оваа работа? Како да се чини за оваа работа? Тогаш објави Аллах субханаху ва таала следниот ајет, а тој е јес'алунека анил махид. Тие те прашуваат тебе за месечниот циклус. Кул, кажи Мухамед, хуа едан, тоа е едно страдање за жената, за женскиот пол. Фа'тазилу нисаа фил махид. Во тоа време оддалечете се од вашите жени. Значи во време на циклусот. Тогаш и ова е важноста на суннетот. Значи ти ако земиш само ајетот, фа'тазилу, оддалечете се. Значи може да го разбереш оддалечување од јадење и од заедно и така. Но пекамберот салаллаху алейхи ва селем одма во истиот одма на крај на ајетот им го објасна на сахаба како треба да чинат и да прават. Тоа што рече пекамберот салаллаху алейхи ва селем: "Иснау кулла шејин илла никах." Правите со вашите жени се што сакате, освен никах. Никах овде, никах ако гледаш само јазично, брак. Ама овде имат во врска и затоа значи колку е важно да разбереш ти верата со разбирањето на алимите. Се ти ако научиш само арапски и гледаш никах, овде видиш никах е никах, си учела, неках е никах, значи брак. Значи тогаш нас забрането само никак да склучуваме во време на менструација, во време на циклусот. Не. Шех Зейд рахимуллах велит, значи тоа значи иллал џимаа, значи освен интимните односи. Значи интимни односи, оние интимни односи што вистински имат допирање до гениталните органи. А друго може да се бакнува жената, може да спие со него во исти кревет и така натаму. Се е дозволено, таја е чиста. Значи она е нечисто само што излага тоа нејзиниот орган. А таја е чиста. Значи јадиш со неја, бакнуваш, ти ги чешлат косите, зашто Ајша радијаллаху анха кажуваат овде во следниот хадис, значи што ќе учиме, значи во хадисите, во следниот хадис, оди малку. Во следниот, значи учиме ние тогаш дека таја му ги чешлаше костите на пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Значи му ги чешлаше костите на пекамберот салаллаху алейхи ва селем. А таја беше значи во месечниот циклус. Ако беше значи таја нечиста да го доприсва од сопруг, немаше да го прави тоа значи со пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Исто, значи овде во тоа учинување на евреите се кажува значи претераност, претерување значи и преминување на границите. А во нашата вера имат олеснување за тоа. Значи ти ни претеруваш, ни заоставаш, туку седиш на средина. Исто следниот хадис од Ајша радијаллаху анха: "Кунту агтасилу ана ва набију саллаллаху алейхи мин инаин вахидин килана джунуба ва кана яъмурuni фаътазиру
فيباشروني وأنا حائض وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض متفق عليه. Isto da kažu Ajša radijallahu anha, jas i pekamber od Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njezin soprug, se izmijuvavme, se gusulevme od една кофа, od jedan kazan, a dvajcата бевме джунуб. И пекамберот салаллаху алейхи ва саллам ми се приближуваше мене, а јас бев, значи, во месечниот циклус. И исто ставаше неговата глава, значи, зашто собите на сопругите од пекамберот салаллаху алейхи ва саллам беа одма, значи, со џамијата, значи, само дзидоите ги деле од џамијата од пекамберот салаллаху алейхи ва саллам. Така пекамберот, може и пердиња така е речено. Значи, пекамберот салаллаху алейхи ва саллам ставаше неговата глава внатра во собата на Ајша радијаллаху анха, и Ајша радијаллаху анха беше во месечниот циклус и тогаш му ја миеше неговата глава и коси и беше во тој момент, значи, со месечен циклус. Значи, тоа кажува така, допирот, значи, со сопругата, иако е таја во месечниот циклус, дозволено е. Следниот хадис, предпоследен иншаалла, последен хадис, има своја важност и затоа ќе го напомниме и завршуваме вечерва со толку, иако малце задолживме, ќе ни чините халал. Број 141. А тој е хадисот на Абдулла ибн Аббас радијаллаху анхума عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحاكم. Во овој хадис што е пренесен од Абдулла ибн Аббас, иако вели шејх Зеид во објаснувањето дека по јакото мислење, по исправното мислење да овој хадис не е хадис, не се зборови од пекамберот салаллаху алейхи ва салам, туку се зборови од Абдулла ибн Аббас, од сахабиот Абдулла ибн Аббас. Но овде во хадисот да го земиме како да го рекол пекамберот салаллаху алейхи ва салам, зашто Абдулла ибн Аббас од пекамберот салаллаху алейхи ва салам, да пекамберот салаллаху алейхи ва салам велит оној кои имат интимни односи со неговата сопруга во текот на нејзиниот циклус. Значи се случува човекот пајат во фитна, во искушение и не може да се воздржи и имат односи во текот на нејзиниот циклус. Што треба да прави? Дават садака. Садака 1 динар или половина динар. Значи еден златен паричник го дават, значи го дават, или половина се дават садака. Со тоа, значи, го измијува тој неговиот греф. Но шејх Зеид како што рече, дека ова е застанато синџирот кај Абдулла ибн Аббас, не е, значи, од пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Оној кој прави ваква работа, значи ова може да се случи, значи ова не е нешто што затоа е дојдено во хадисов. Кога се случува ваква работа, вели шејх Зеид рахимуллах, најправедното мислење да тој да прави теуба, да се покајува, да се вратит кај Аллах субханаху ва таала и да земи, значи, цврста одлука да никогаш да не го повтори таа работа. Значи тоа се бара од него. А во врска со динар, вели шејх Зеид, ако го правиш ти ова уште подобро. Значи, подобро е, значи, и да се покајаш, и да дадеш садака 1 динар или пола динар. Ама кога се дава сега 1 динар или пола динар? Шејх Зеид вели рахимуллах, на крај во објаснувањето, 1 динар даваш ти кога го правиш ти ова работа на почетокот на циклусот. Значи ти си имал можности пред една веќер или пред 2 вечери можеби си имал односи и сега пак повторно во почетокот, значи не е толку времето поминато, тогаш 1 динар, значи поскапо треба да платиш. Поскапо. Разбирате? Поскапо. А некој пример поминале 6 дена и не може да се возда до една вечера да чека, што знаа, го стават во искушение себе си, тогаш ќе дават пола динар. Ада ва салаллаху ала набина Мухаммад
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pure prvo jasno. Osa go